Нов случај на семејно насилство. Овој пат во скопската населба Киселаода. Полицијата лиши од слобода 56-годишен скопјанец. Под сомнение е дека со пиштол се заканувал на својата 48 годишна сопруга и нивните три ќерки на возраст од 26, 24 и 18 години. Според информациите, во инцидентот физички била нападната 24 годишната ќерка. Веста ја потврди и министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, кој истакна дека потенцијалниот сторител е задржан во полициска станица, а во соработка со јавното обвинителство ќе се отвори предмет за целосно истражување на настанот. Потенцијалниот насилник е задржан во рамки на полициска станица и за истиот ќе се превземаат действија согласно она кое што го имаме утврдено како фактичка состојба првично. Битно е дека во конкретната ситуација за среќа немаме смртни последици. Повеќе детали не би сакал да споделам во овој момент и јас ги немам сите детали. Знам само дека насилникот, потенцијалниот насилник, така да го кажеме, пошто нели се уште сме во фаза на истрага, е задржан во рамки на полициска станица и за истиот согласно оние информации кои што ќе имам, ќе биде процесуирана итна постапка за негово спроведување во рамки на судските постапки понатаму. Од основното јавно обвинителство потврдија дека е отворен предмет и дека се преземаат сите законски мерки во врска со случајот. Ова е втор сериозен инцидент на семејно насилство во Скопје само во текот на неколку дена. Предходно, јавноста беше сведок на самоубиството на мајка и ќерка во скопската населба Тафталиџе, кои се фрлија од висококатница по претходни пријави за тортура и семејно насилство. Случајот отвори широка јавна дебата за потребата од ефикасна заштита на жртвите и за спроведување на законски механизми против семејно насилство. Законот за превенција и заштита од семејно и родово базирано насилство ги има опфатено сите мерки кои што треба да се превенираат и кои што треба да се превземат за една жртва. Сметам дека пропустот е претежно во Центарот за социјални работи и во Министерството за внатрешни работи, кои што не ги превземаат оние работи и надлежности кои што законот ги предвидува. Тоа значи дека кога една жртва ќе се појави, односно ќе се јави дека има проблем или независно некое трето лице, како што имавме случај со мајката и ќерката, каде што трето лице, особа која што ја видела тепачката, пријавила, значи Центарот за социјална работа и МВР треба веднаш да постапат по таква пријава. Инаку според информациите од семејството, нападот на 56 годишникот од Киселавода се случил по претходна расправа во домот. Насилното однесување продолжило и неколку дена подоцна, кога повторно се заканувал со оружје кон сопругата, но бил спечен од ќерките.